Дека на глобалната економија е потребен посебен третман, заклучија и министрите за финансии и гувернерите на централните банки ширум светот на годишните средби на ММФ и Светската банка во Вашингтон. За предизвиците на кои што предупредуваат овие меѓународни финансиски институции, разговаравме со гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска, која што неодамна се врати од Вашингтон. Таа вели дека забавувањето на глобалниот раст на 3% годинава според проценките на ММФ било една од главните теми. Факторите кои што придонесуваат за тоа се бројни, значи се работи за цел спектар на фактори, меѓутоа она што најчесто се дискутира и се апострофира како еден од клучните фактори кои што придонесуваат за ова забавување на растот е токму трговските тензии, значи, и сите оние пропратни ефекти кои што произлегуваат од овие трговски бариери. Знаеме дека трговските тензии започнаа поизразено да се чувствуваат на почетокот на 2018 година, а потоа понатаму тие се интензивира. Во голема мера тие беа концентрирани на релација со Соединените Американски држави и кинеската економија. Кои се ефектите од трговските тензии? Кој е каналот преку кој што влијаат тие на економијата? Во основа, трговските тензии негативно се одразуваат на деловниот сентимент. Неповолниот деловен сентимент во основа значи исколемена неизвестност, намалена побарувачка, помали инвестиции. Ако има помали инвестиции, тоа значи помало вложување во капитални добра, помало производство, помала преработувачка индустрија и на крајот сето тоа резултира и во помали, поспори трговски текови. Впрочем, тој може да се види јасно преку статистиката на трговските текови дека во последниве години, за разлика од предкризниот период кога бевме сведоци на голем раст на трговијата, во последниве години се забележува позначено забавување на трговијата. Дека глобалната трговија ќе забави на само 1,2%, предупреди и Светската трговска организација, главно поради трговскиот спор меѓу САД и Кина. А постојат силни докази дека забавувањето на трговијата неминовно води кон послаб економски раст. Но глобалните тензии силно се чувствуваат и во Европа, па така економскиот раст на стариот континент годинава се очекува да достигне најмногу до 1,5%. Кои се најголемите ризици што ги чувствува Европа во вакво глобално окружување? Секако европската економија не е изолирана од глобалните случувања. Ефектите кои што може да ги почувствува се и преку директни канали, но и преку индиректни канали. Индиректни канали се всушност последиците од трговската војна меѓу Соединетите Американски држави и кинеската економија, а директните канали се всушност воведување на директни трговски бариери од страна на Соединетите Американски држави врз Европската унија. За сега, како што испоменав, во најголема мера трговските бариери се на релација САД и Кина. Меѓутоа, еве, почна сега скоро беа воведени некои трговски бариери, пред се во сегментот на земјоделските производи во рамки на Европската унија. Има и закани за воведување на трговски бариери во делот на автомобилската индустрија, така да секако се ова не е за потценување, треба сериозно внимание. Не случајно и најголемите или централните банки на најголемите економии во светот, САД и Европската централна банка, впрочем, го менуваат курсот на монетарната политика, свесни за ризиците со кои што се соочува нивната економија, а во услови на се уште ниска инфлација и под нивните очекувања. Значи, тие гледаат простор да помогнат за да ги ублажат евентуалните неповолни ефекти од ова глобално случување преку продолжување со курсот на релаксирачка монетарна политика. Гувернерката вели дека олабавувањето на монетарната политика во еврозоната оди во насока на натамошно намалување на основната камата, но и вбризгување на свежи пари во економијата по околу 20 милиарди евра секој месец, почнувајќи од следниот. За можните влијанија врз македонската економија и потезите на Народната банка, гувернерката вели: Се разбира, ние како Централна банка на редовна основа ги следиме случувањата во глобалната економија, особено европската и германската економија, кон која што пак особено сме изложени со оглед на високиот степен на вклученост во синџирот на производство, германскиот синџир на производство, а по дефиниција тоа значи и посилни врски, но од друга страна и повисока ранливост на нашата економија. Сега за сега податоците од надворешната трговија, па дури и податоците од националните сметки, значи што се случува со реалниот извоз, не гледаме некои повидливи ефекти, но се разбира, треба да бидеме внимателни, бидејќи шоковите вообичаено се пренесуваат со одредено временско задоцнување.